Како ја оценувате моменталната економска состојба во Македонија и кои се прогнозите за економски раст? Економските изгледи за растот во нашата економија, како мала економија со висок степен на трговска и финансиска отвореност, движењата дома ќе бидат во голема мера детерминирани од движењата во глобални рамки. Кои се очекувањата во глобални рамки? Меѓународниот монетарен фонд пред 2 дена излезе со најновите проекции, според кои што очекува стабилен глобален раст со стапка од 3,2% оваа година, колку што всушност беше и минатата година. Ова во основа значи мала нагорна ревизија на очекувањата за глобалниот раст, меѓутоа сепак, ако се гледа од подолгорочен аспект, ова се историско ниски стапки на глобален раст. Ако се фокусирам на нашиот најзначаен трговски партнер, тоа е Европската Унија, очекувањата се дека всушност ќе има, односно Меѓународниот монетарен фонд направи надолна ревизија на очекувањата за економскиот развој Европската Унија, а во овој контекст направи и за нашата економија, значи наместо 3,2% раст, колку што претходно очекуваше, сега очекува 2,7%. Во интервјуто за Euromoney најавивте дека намалувањето на инфлацијата во регионот, во Централна Европа, во Источна Европа, но и во Македонија, се должи на водењето на затегнатата монетарна политика на централните банки и стабилизирање на светските цени. Меѓутоа, основната каматна стапка од 6%, а економскиот раст е под проектираниот во Македонија. Инфлацијата забавува во глобални рамки, забавува и кај нас со високите стапки кои што беа регистрирани некаде близу до 20%. Инфлацијата во првиот квартал оваа година е сведена на 3,4%, што е поволен тренд, меѓутоа би рекла дека ризиците се уште постојат и потребно е внимателно водење на макроекономските политики. Нашата проекција за инфлацијата за оваа година е дека таа би се движела во просек некаде околу 3,5 до 4%, но ова датира на нашите проекции од октомври минатата година. Како што споменат, тековно работиме на нови проекции, правиме нови оценки, со новите бројки ќе излеземе наредниот месец. Но ако следиме динамички, досегашните остварувања кај инфлацијата од почетокот на оваа година се нешто поповолни од тоа што ние очекуваме. Сепак ризиците се присутни, пред се ризиците од глобалниот контекст и големата променливост кај цените на примарните производи, но потребно е внимателно следење и водење на домашните макроекономски политики, кои што може да влијаат на побарувачката, особено потребно е внимателно следење на пазарот на трудот. Олабавувањето на монетарната политика ќе зависи од 3 фактори. Движењето на инфлацијата, девизниот пазар, како и политиката на Европската централна банка, имајќи го во предвид фиксниот курс на денарот. Дали и кога би можел да се очекува тренд на олабавување во Македонија? И самите добро ги посочувате клучните пунктови од кои што зависи поставеноста и евентуалната промена на монетарната политика. Од делот на инфлацијата, тоа е првиот клучен пункт, засега трендовите се во линија на очекувањата на Централната банка и доколку овие трендови продолжат кај инфлацијата без материализација на некои поголеми ризици, тоа ќе остави простор за водење на порелаксирана монетарна политика, односно започнување со циклусот на олабавување на монетарната политика. Во однос на девизниот пазар, движењата минатата година беа поповолни од тоа што ние очекувавме. За оваа година од почетокот на годината па досега генерално солидни се остварувањата на девизниот пазар, што значи и натаму се јакнат девизните резерви. Доколку овие трендови продолжат и натаму и бидат во линија со нашите проекции и нашите очекувања, тоа ќе биде исто така значаен фактор кој што ќе отвори простор за водење на порелаксирана монетарна политика. Кај ЕЦБ, како што следите, Европската централна банка досега од почетокот на оваа година ја задржува монетарната поставеност на непроменето ниво, но се очекува дека веќе од јуни би започнал циклусот на релаксирање, што исто така ќе даде еден позитивен импулс и во однос на поставеноста на нашата монетарна политика. Значи, генерално, ако овие трендови кои што се сега присутни продолжат и нема материализација на ризици, може да се очекува во втората половина од годината
постепено отпочнување со релаксација на монетарната политика. Народната банка, на чие чело сте вие, го промовира женското предприемништво како двигател во општествените дејности. Тоа јавно го кажувате не само на трибини, но и за време на изразување на ваши лични коментари по медиумите. Кои се резултатите? Добро, женското предприемништво е глобално прашање за кое што има доста широка глобална дискусија и дебата, дури емпириски проценки, дека поголема вклученост на жените во сферата на предприемништвото може да резултира со глобален раст кој што би бил повисок за 5 до 6 трилиони американски долари. За жал, ако ги гледаме глобалните статистики, не само кај нас, туку и во глобални рамки, вклученоста на жените во предприемништвото е многу мала. Се проценува некаде дека околу 30% од компаниите се во собственост од жените. Слични се бројките и состојбите и во регионот на Западен Балкан, каде што овие проценти се движат некаде од 20 до 30%. Со оглед на овие состојби, јасно е дека сите носители на политиките во рамки на своите надлежности односно неопходно е да преземаат повеќе мерки. Поголемата вклученост на жените и кај нас во нашата економија секако може да даде позначени, видливи резултати. Чисто да споменам стапката на активност на жените, значи колкав дел од работоспособно женско население е вклучено активно на пазарот на трудот, тоа е само 45%, што е навистина многу ниска стапка на вклученост, особено ако го имаме во предвид проблемот со емиграцијата со кој што ние се соочуваме и со недостатокот на работна сила. Оттаму Централната банка во рамки на своите надлежности презема бројни активности кои што во голема мера се насочени кон финансиска едукација, запознавање со предностите кои што ги нуди, да речам, овој пристап. Неодамна склучивме и меморандум со Европската банка за обнова и развој, во кој што според кој што Централната банка ќе биде лидер на проектот, чија што цел е да го улесни пристапот на жените до финансии. Пристапот на жените до финансии кај нас е помал во однос на пристапот на мажите. Например, статистиката за кредитното портфолио на банкарскиот систем во сферата на населението покажува дека над 60% од кредитите отпаѓаат на мажи визави жени, а 55% од вкупниот број на корисници на кредити се мажи визави жени. Што јасно покажува дека има поле за многу активности да се преземат во оваа сфера за да се постигне одреден прогрес. Најновата анкета на Светската банка покажува дека Народната банка ужива најголема доверба од сите јавни институции во Северна Македонија. Дали тоа се држи на одржување на стабилни инфлацијски очекувања, но и стабилниот курс на денарот? Ме радува фактот што и покрај овие кризи од невидени размери со кои што ние се соочуваме во изминативе неколку години, не е воопшто намалена довербата во Централната банка, туку напротив е зголемена. И, како што споменавте и самите, Централната банка е на првото место по довербата од сите домашни институции. Веројатно, начинот на кој што ние се справувавме со сите овие шокови, дали е инфлацијата, дали е стабилноста на банкарскиот систем, одржувањето на стабилноста на курсот, кој продолжува да се одржува стабилен со години, менувајќи низ вакви турбулентни времења, веројатно сите тие фактори даваат придонес за задржување на довербата во Централната банка. Благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Ви благодарам и беше задоволство.